Го следите понеделничното издание на регионалните вести. Еве ги информациите. Споменикот на револуцијата во Тетово со недоличен графит. Додека полицијата ги најде сторителите од Сојузот на борци Тетово, бараат градоначалничката да го осуди овој чин. Графит испишан на споменикот на револуцијата во Тетово. Ова не е прв пат вандали да пишуваат по овој споменик, но овој пат од Сојузот на борци Тетово сметаат дека е со задна намера, што споменикот се сквернави веднаш по празнувањето на денот на востанието 11 октомври, а пред празнувањето на денот на ослободувањето на Тетово 19 ноември. Еве че подолго време немаве случај дека да се испише некоја содржина со непријателски така повик. Долго време тоа траеше, меѓутоа еве сега меѓу двата најголеми наши празници за градот и за Македонија, кога го одбележавме 11 октомври, денот на народното востание, и кога очекуваме сега празникот 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово и на цела Македонија, еве се случи да на споменикот на револуција се испише една парола со непријателска, според наша оценка, непријателска содржина. Кога го видовме тоа, ние веднаш реагиравме до полицијата, ги известивме и полицијата излезе на лице место. Еве прави записник. Нашето барање до полицијата беше да се превземат мерки за откривање на сторителите и соодветно да бидат казнети. И не само тоа, него секој да се прави увид да се надгледува споменикот, така да, ако може, навремено се реагира и да се спречи. Испишувањето на ваква содржина, полицијата рекоа еднаш дека се тоа навивачите на Шкендија. Меѓутоа, независно од тоа, штом се пишува на споменик на револуција, пораката е јасна. Би било добро ова да го согледа и градоначалникот на општина Тетово и ваквите појави да ги осудува. Да не биде тоа само на Сојузот на борци, тоа него да биде и на граѓаните, а носител на граѓаните, прв човек на градот е градоначалникот на општина Тетово. Ние сигурно, ако некој друг не превземе мерки, ќе бидеме принудени ова што е напишано да го избришеме, да го покриеме, да не се познава. Се подготвуваме, реков, за големиот празник 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово, и сакаме до тогаш да биде се во ред. Додека полицијата ги најде сторителите од Сојузот на борци Тетово, бараат градоначалничката Теута Арифи да го осуди овој чин, бидејќи како што велат споменикот сведочи за дадените животи од народните херои без разлика на националноста, за слободата која уживаме денес сите без разлика на националноста. Одложено судското рочиште против гинекологот кој се товари за смртта на 33-годишната родилка Виолета Кировска од Тетово. Судењето се одложи поради неприсуство на одредени сведоци предложени за денешното судење. Денешното судско рочиште против гинекологот Казимир Копривњак, вработен во Тетовската клиничка болница, се одложи поради неприсуство на одредени вештаци, кои што денеска требаше да сведочат. Пред одложувањето на рочиштето, од истражниот судија беше образложено дека поради поминати 90 дена без ниту едно судење, денеска требало одново да започне главниот претрес за целиот случај, но поради неприсуство на одредени сведоци, судењето се презакажува за 28 месецов. Основното јавно обвинителство Тетово го товари гинекологот Казимир Копривњак за несовесно работење. Според обвинителниот акт, докторот на 19 август минатата година, кога ја породувал Кировска, не ги презел сите неопходни превентивни мерки за заштита од настанување на тешки последици. Гинекологот започнал царски рез, без претходно да обезбеди доволно количини крв. Според обвинителниот акт, гинекологот по крварењето не извршил навременна медицинска интервенција. За овој случај имаше две судски рочишта во Основниот суд во Тетово. На последното, анестезиологот и хирургот од КРУ при клиничката болница Тетово сведочија дека 33-годишната Виолета Кировска во нивното одделение била примена со обилно крварење. Застапникот на семејството Кировски по судењето изјави дека дел од исказите на сведоците биле контрадикторни. Велам дека се контрадикторни, затоа што во предистражната постапка дел од сведоците дадоа различни искази за разлика од денес во однос на премените количини крв пред втората операција, односно ваѓање на матката, изјави Милан Ивановски, застапник на семејството Кировски.
Со 72 гласови за и 37 против, денеска се изгласа буџетот за следната година кој ќе изнесува 3,3 милијарди евра. Наместо максимум 5 дена колку што се предвидува, расправата на буџетот заврши експресно со само 2 часа дискусија. Нов председател на Уставниот суд е Никола Ивановски. Тој денеска на колегиум на судот е избран со двотретинско мнозинство. Неговиот мандат почнува од 1 ноември. За уставен судија е избран во 2012 година. Скопјанец останал без поголема сума на пари кои најверојатно му биле украдени додека престојувал во угостителски објект во Маврово. На поширокото гостиварско подрачје полицијата регистрирала и сообраќајна незгода со повредени. Сообраќајката се случила близу клучката за село Тумчевиште. Скопјанец викендов бил ограбен додека престојувал во Маврово. Тој останал без поголема сума на пари кои ги носел со себе за да подмири трошоци за изградба на објект во селото Трница. Според информациите од секторот за внатрешни работи, 43 годишниот скопјанец пријавил дека парите, 100.000 денари и 2.400 евра, ги чувал во неговата рачна чанта, која додека бил во угостителски објект во Маврово, неколку пати ја оставал на маса. Подоцна забележал дека парите му ги нема и пријавил во полиција. Оттаму соопштуваат дека преземаат мерки за целосно расветлување на случајот и откривање на сторителите. СВР Тетово регистрира и сообраќајка која се случила на автопатот Гостивар Тетово во близина на клучката за Тумчевиште. Во незгодата се судриле Опел со скопски таблици и гостиварско БМВ. Возачите на возилата, едниот од Битуше, другиот од Градец, како и нивните сопатници се здобиле со повреди. По добиената лекарска помош во болницата во Гостивар биле пуштени дома. Причина за сообраќајната несреќа најверојатно е брзото возење. Материјалната штета се проценува на 200.000 денари. 449 нарушувања на јавниот трети мир во Полошко регистрирала полицијата во изминатите 9 месеци од годината. Најголемиот број од нив се целосно расветлени. Во 9 месеци од годинава во Полошкиот регион пријавени односно регистрирани се вкупно 449 прекршоци, односно нарушувања од областа на јавниот трети мир. Во Тетово 239 и 210 во Гостивар, или 18 повеќе во споредба со истиот период лани. Најголемиот број од прекршоците се целосно расветлени и за нив се изготвени 262 барања за поведување на прекршочна постапка. Во Тетово 135 и во Гостивар 127. Според СВР Тетово, и оваа година најмногу од заокружените прекршоци случени се во град, дури 141, а 121 во селата. Најчести места на случување натаму се улицата и угостителските објекти, кои биле средиште на повеќето од прекршоците. 177 од прекршоците биле дело на поединци, 64 на 2 лица, а останатите на 3 и повеќе лица. Вкупната бројка на лицата инволвирани во прекршоците изнесува 388, претежно постари од 25 години, 309. Меѓу прекршителите повторно доминираат мажите, во 374 случаи, додека само во 14 случаи инволвирани се припаднички на понежниот пол, односно жени. Што се однесува до социјалната структура на прекршителите, во 220 од нарушувањата на јавниот трети мир учествувале невработени. Најбројни прекршоци се физичките напади, 110, потоа следуваат тепачките, 54, регистрирани се и 15 омалуважување на овластени службени лица, 12 на оддавање на пијанство, исто толку на занемарена грижа на дете, 2 питачења и друго. Во овој период приведени се 432 прекршители, задржани се 325, а лишени од слобода 262. Она што е карактеристично за годинешното 9-месечие е дека значително се намалени нарушувањата на јавниот трети мир во и околу училиштата за 55%, односно случајни се само 10 вакви прекршоци, во Тетово 8 и во Гостивар 2, како и 4 на спортски надпревари. Јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички проект за катастарска парцела организира Маврово Ростуше. Општина Маврово Ростуше организира јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички план и градежна парцела на дел од катастарска парцела број 1449/2 и дел од катастарска парцела број 1440 катастарска општина Маврово со намена А1, односно домување во стамбени куќи, село Маврово. Граници на опфатот се од југоисточна страна
Границата е помеѓу катастарска парцела број 1449/1 и катастарска парцела број 1449/2 и на исток продолжува до спојот со трасата на постоечката локална сообраќајница и сервисна улица. Сервисната улица 1 од североисточна страна во целост ја дефинира границата на опфатот. Од северозападна страна границата започнува од сервисната сообраќајница 1, се движи низ катастарска парцела број 1440 до катастарска парцела број 1449/2, за потоа да навлезе во катастарска парцела број 1449/2, каде се спојува, тоест е дефинирана со претходно одобрена градежна парцела на катастарска парцела број 1449/2, после што се спојува со почетната точка на катастарска парцела број 1449/1. Јавната анкета и јавната презентација ќе се спроведе со излагање на предлог планот во просториите на општина Маврово и Ростуше во оделението за урбанизам во Мавров и Јанови. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена, и тоа од 18 октомври 2016 година до 24 октомври 2016 година секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.10.2016 година во 11 часот во просториите на оделението за урбанизам во Мавров и Јанови. Во горе споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Бензинот Евросупер БС 95 од ноќеска на полноќ ќе поскапи за 1,5 денари, а Евросупер БС 98 дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, литар Евросупер БС 95 ќе се продава за 63 денари, а Евросупер БС 98 за 65 денари. Новата цена на литар Евродизел ДЕ5 е 50 денари, а на екстра лесното масло за домаќинство 38,5 денари. Малопродажната цена на мазутот М1 НС се зголемува за 1,67 денари и килограм ќе чини 24,078 денари. Зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати во просек е за 4,36%. Регулаторната комисија за енергетика ја донесе одлуката за промена на цената врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар и односот на курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 2 недели. Од спортот и информацијата дека тетовските фудбалски прволигаши извојуваа победи, додека Тетекс беше поразен на гостински терен. Во рамки на 10-тото коло од првата фудбалска лига Шкендија победи со 3-1 во Кратово совладувајќи го Силекс. Шкендија победе со 3-0 уште во првото полувреме, со головите на Јуниор во втората минута, како и на Бесарт Ибраими во четвртата и во 21-та минута. Домаќините во 26-та преку Неделковиќ го постигнаа единствениот погодок. Ренова дома со минимални 1-0 ја совлада Брегалница од Штип. Нухи во 30-та минута беше стрелец на единствениот погодок. Вардар и понатаму е начело на првата лига со 22 бода. Шкендија е втора со 2 бода помалку, но и надпревар помалку. Ренова е на 5-тото место со 15 бода. Во следното коло на 23 октомври во недела се игра дербито на колото Шкендија-Вардар, додека Ренова гостува на Македонија Ѓорче Петров. Надпреварите започнуваат од 14 часот и 30 минути. Во втората лига Тетекс претрпе пораз во Кавадарци од Љубанци со 2-0. Лазарев во 17-та и Симеонов во 44-та минута беа стрелци за домаќините. Тетекс останува на последната позиција со 5 бода, додека лидер е Академија Пандев со 19 бода. Во наредното коло во сабота 22 октомври Тетекс е домаќин во Тетово, гостува екипата на Евромилк. Почетокот е во 14 часот и 30 минути на игралиштето на Агенцијата за млади и спорт.
Владеачката Демократска партија на социјалистите освои најмногу гласови на парламентарните избори во Црна Гора, но не обезбеди мнозинство сама да формира влада. Прозападниот премиер и лидер на оваа партија Мило Ѓукановиќ најави коалиција со партиите на националните малцинства за натамошно останување на власт. 54-годишниот Мило Ѓукановиќ, кој веќе 24 години е на власт во Црна Гора, изјави дека вчерашното гласање било историски избор меѓу поблиски односи со НАТО или со Русија, но гласачите изгледа останаа поделени. Првичните резултати сугерираат дека неговата партија ќе има околу 36 од 81 место во парламентот, 5 помалку од апсолутното мнозинство. Официјалните резултати се очекуваат во наредните неколку денови. Турција префрли на границата со Ирак дополнителна оклопна техника и тенкови. Оклопната техника е распоредена во градот Силопи, во округот Шарнак. Во текот на ноќта биле доставени тенкови, оклопни транспортери и камиони за превоз на тешка техника. Овие мерки се поврзани со потребата од зајакнување на границата на Турција во врска со операцијата за заземање на градот Мосул, кој е под контрола на Исламска држава, а која почна утрово. Офанзивата на ирачката армија, за која што треба властите во Багдад по повеќе од 2 години да ја повратат контролата над вториот по големина град во земјата Мосул, кој е под контрола на екстремната сунитска групација Исламска држава, би можела да трае со седмици, а можеби и подолго, сметаат воени експерти. Според разузнавачки информации, Исламската држава наводно во самиот град има меѓу 4000 и 5000 борци, што ја прави покомплицирана ситуацијата. Европската унија не размислува за воведување на нови санкции кон Русија поради Сирија, изјави денеска високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини. Таа прецизира дека ниту една земја членка не предложила казнени мерки против Москва поради нејзината поддршка на режимот на сирискиот председател Башар ал-Асад и бомбардирањето на северниот сириски град Алепо. Кина испрати 2 астронаути во нова вселенска мисија наречена Шенжу 11, која опфаќа едномесечен престој во вселенската станица Тиангонг 2. И во ова, како и во претходните мисии, тимот ги анализира условите за праќање астронаути на месечина и на Марс, вклучувајќи тестирање на системите на станицата, обработување на материјали од вселената и дополнување на горива. Денес имавме умерено облачно време со кратки сончеви периоди, а на места со локални врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 8 до 14, а дневните од 12 до 18 степени. Утре не очекува умерено облачно време, со повремени сончеви периоди. Утринската температура ќе се движи од 7 до 13, а дневната од 11 до 17 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во овие регионални вести. Останете и понатаму со програмските содржини на радио и телевизија КИС. Од мене пријатно.